30 на пациенти во Македонија со години ја водат најтешката битка за ново срце. Секој ден чекаат телефонски повик што може да им го спаси животот. Најтешко им е на оние кои живеат со механичко срце, бидејќи секој изминат ден значи се помалку време. За животот меѓу надежта и неизвестноста раскажуваат двајца пациенти кои денес живеат со срце што некогаш чукало во нечии други гради. Нагиб Али имал само 27 години кога се соочил со тешко срцево заболување, а Панде Пашариковски 39 години. Нивните приказни се различни, но пораката иста, без органодарители нема нова шанса за живот. Тие својата ја зграбиле во странство, бидејќи пред 10 години во Македонија воопшто не се изведувале трансплантации на срце. Али треба државата или Министерство за здравство да направи нешто као, сега да кажува као реклама нешто, не кампања нешто, да направи некоја кампања, дарувајте органи, спасете животи. Ова е врв на хуманост. Се собират некои пари за некое лечење во иностранство, дава 100 евра и ти се гордиш, така? А да спасиш 8 луѓе. Ние живееме тука во една фактички хумана држава, ние сме, и како народ сме хумани македонците. Јас се надевам дека ќе дадат права одлука за органите да се донират, да овие млади луѓе што чекаат живот, некои имаат и дечиња мали, да децата растат заедно со родители, да се радваат на животот со двата родители. Меѓу пациентите во Македонија кои живеат со механичка пумпа е и сопругот на Ирена Ралева Најдеска. Пациентите вели се соочуваат со бројни предрасуди и дезинформации за органодарителството. Она што нам ни треба е силна кампања, силна едукација и информираност на населението. Ја споменав оваа дарителска картичка и ќе си земам за право да искоментирам дека 8 години сум регистрирана како потенцијален донор. Тоа не значи дека досега никој не ми се заканувал, никој не ме следел, не ме убил, жива сум. Со новото законско решение, одлуката за донирање органи по смртта повеќе нема да ја носи семејството. Од 1 октомври, секој што има трошка емпатичност и хуманост во себе, доброволно може да изрази својата согласност кај својот матичен лекар, потсетува Ралева Најдеска. Секој што ќе каже да за органодарителство може да стане нечие утре.